26 јули 1963 година Скопје, главниот град на оваа земја, беше погоден од една од најголемите природни катастрофи. Земјотресот со јачина од 6,1 по Рихтерова скала тој ден однесе 1070 животи, а остави илјадници повредени во веќе урнатиот град. Сите идевме и да градиме и да помагаме. Имаше една огромна хемија, имаше љубов меѓу луѓето. Овој настан го фати Скопје целосно неподготвено, па секојдневно пристигнуваше помош од едниот до другиот агол на светот. Што да видам? Куќите со земјата споени, обесени луѓе викаат. Тоа беше нешто невидено, ужас, ужас. И се сместивме сите во шатори, со големи полки, повеќе свето изгубивме во земјотресот. Со недели не се може да се помира. Споменикот зад нас го покажува точното време на настанот, кој остана символ до ден денес на оваа земја. За мене музеот е голема болка што не се води сметка за него. Затоа што се сруши Скопје тогаш. Ја живеем во Карпуш. Тоа беше многу убава населба, една од најмодерните. Спиејќи 5-17 беше во спалната, ја, мојот сопруг и по старата керка бевме. И наеднаш страшно задрма и од соседот циглите паѓава. И викам, ајде, ова е земјотрес, викам да одиме. Градот претрпе целосна реконструкција во текот на 2 децении. За време на 1960-тите и 1970-тите години со значителен напредок постигнат во раните 1980-ти. Меѓународната помош и придонесите од различни земји одиграа клучна улога во процесот на реконструкцијата. Se водеше многу сметка за сите. Цел свет дојде, Тито дојде, кој не дојде да помогне. И Скопје стана град на солидарност, едно прекрасно Скопје. Земјотресот кај секого има оставено трага и болка, кои со времето само избледуваат, но сеќавањето останува свежо како да било вчера.